Добро, во рамките на настаните кои што ги опфаќа однапред веќе најавената акција за така нареченото лето за Македонија или работно лето, кое што ВМРО ДПМН и повеќе од 1500 тимови ќе реализираат во Република Македонија, во градовите низ Република Македонија, денеска заедно со генералниот секретар на партијата, заедно со потпредседателот на партијата, членовите на извршниот комитет и локалното раководство на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ФДК во Прилеп, сме наоѓаме во Прилеп, градот Херој, каде што заедно со граѓаните дискутираме за актуелните политички теми, за актуелната економска ситуација во државата, но и сето она што денеска и се случува на Република Македонија од аспект на квалитетот на живот на граѓаните во нашата држава. Го поминавме пазарот, се поздравивме со голем број граѓани, остваривме контакт, разговаравме за актуелностите. За жал, секаде можам да ја констатирам еден заеднички заклучок од овие седби можам да извлечам, а тоа е дека наместо живот дојде пекол за граѓаните во Република Македонија. Од оние метафори, од оние ветувања кои што се случуваа за време на предизборните кампањи и во локалните, но и предвремените парламентарни избори, за жал се случува едно големо нула, доли и назадување на голем број процеси. Разочараноста кај граѓаните е очигледна. Тоа е она кое што е реалност во Република Македонија, наспроти оние скапо платени кампањи и пропаганди кои што денови ги гледаме на телевизиите во Република Македонија, но и по интернет порталите. За жал, сочувствувам со сето она кое што го чувствуваат нашите граѓани, бидејќи јас сум дел од нив. Сите ние како ВМРО ДПМН, како Народна партија сме дел од граѓаните, помеѓу граѓаните. Сочувствуваме со болката, со разочараноста која што ја чувствуваат, и во име на тоа се овие следби каде што ќе добиеме навигација за да изготвиме програмата која што ВМРО ДПМН ќе ја презентира пред македонската јавност, програма која што ќе даде голем број одговори на сите оние реални проблеми кои што ги чувствуваат граѓаните, да даде одговори како да се постигне поквалитетен живот, како да напредува македонската економија, да се обезбедат поголем број квалитетни работни места, силно платени работни места, да се донесат поголем број странски инвеститори, но истовремено да се обезбеди и позитивна клима за домашните инвеститори, како да направиме повеќе реформи во образованието, да ја направиме социјалата и здравството конкурентни. Тоа се оние предизвици кои што за нас живо значат и се главен мотив за тоа што се занимаваме со оваа професија, тоа е политиката. Ке повторам, тоа го кажав во многу пати во минатото, еве и сега ја користам оваа прилика да кажам дека политиката и политичарите не треба да се професија. Во политиката треба да дојдат нови луѓе кои што кога ќе ветат си стојат на зборот и она што ќе го кажат ќе го исполнат, луѓе кои што постигнале во својот живот и достигнале определени цели, зацртале цели, така да треба истите тие луѓе да бидат дел од политичките случувања во Република Македонија. На политичарите кои што лажат, политичарите кои што не може да им се верува, многу скоро ќе станат минато на политичката сцена. Ја користам и оваа прилика овдека во градот Херој во Прилеп да искоментирам изјавата на председателот на владата, господин Зоран Заев, кога се обиде на само собствен начин да употреби хумор и начинот на однесување на опозицијата да го поистовети со адолесцентно однесување. Не знам дали господинот премиер ја знае вистинската смисла на зборот адолесцентно, но доколку опозицијата не се чувствува комотно и не чувствува доверба од страна на владата дека владата има капацитет да спроведе фер и демократски избори, тогаш не знам како може да биде толку убеден дека она што опозицијата како политика го има, но и она што владата како политика го има, ќе гарантира еден, ако се случи успешен референдум на кој што граѓаните ќе треба да го дадат своето мислење по некое прашање кое што се уште е недефинирано. Опозицијата е принципиелна, но она кое што веќе го има договорено, ние како политичка партија водиме принципиелна, честна и искрена политика. Таа се темели, како што реков, на принципи. Не смееме да го гледаме прашањето на ДИК како издвоено прашање, напротив, прашањето на избор на Државната изборна комисија мора да се гледа во целина со претходните закони кои што опозицијата заедно со владата ги донесува. Тоа се оние реформски закони кои што значеа и добивање на позитивна препорака за отпуштување на преговорите со Европската унија. Втора итерација во тој синџир кој што тогаш го договоривме беше носење на закон за финансирање на политичките партии, но исто така и формирање на техничка влада 100 дена пред изборите, дури потоа доаѓа до комплетирање на Државната изборна комисија. Така што навистина нашата реакција на нивната акција во случајот е обидот да на хумористичен начин се прикаже однесувањето на опозицијата. Не би ја коментирал, сем да кажам навистина сме разочарани од однесувањето на
првиот најповикан да биде најсериозен помеѓу граѓаните, а тоа е председателот на владата господинот Зоран Заев. Ви благодарам. Рековте референдумот се случи. Што значи тоа и дали постои веројатност дека нема да се случи? Се додека не се распише, постојат многу веројатности, сите опции се отворени и да се случи и да не се случи. Така што се до оној момент додека референдумот не биде распишан, се до оној момент додека не биде дефинирано референдумското прашање, сите опции се отворени. Распишување на референдум, знаете, го прави мнозинството во парламентот, тоа значи 61 пратеник. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во моментот во собранието имаат 48 пратеника. Тоа е помалку од преостанатите 72 пратеника. Владата, односно парламентарното мнозинство е она кое што во овој момент може да распише референдум и за тоа им се потребни минимум 61 пратеник. Но однесувањето на владеачкото мнозинство подразбира и реактивно однесување на опозицијата, така што ќе повторам уште еднашка, реакцијата на опозицијата е само одговор на акцијата од страната на владата. Они се на потек да видиме дали постои добра волја да се обезбедат фер и демократски услови, најпрвин доколку има за случување на еден референдум, а дури потоа кога ќе се случат дали ќе бидат предвремени или редовни парламентарни избори, да опозицијата се чувствува комотно да земе учество на едни такви избори. А што е формирањето на ДИК? Па еве, до сега го објаснував тоа. Не сме ДИК, Државната изборна комисија, да се гледа како издвоено прашање. Тоа беше дел од еден поголем пакет, кој што започна со така наречените реформски закони, кои што беа усвоени уште во март-април месец оваа година, каде што опозицијата учествуваше во нивното креирање, но и понатаму во нивното усвојување кога се врати после неколку месечното отсуство од парламентот. Втора итерација во целокупната таа процедура, а тогаш веќе договорена и прифатена од страна на владата, беше носењето на законот за финансирање на политички партии и измените во законот за влада, каде што треба да се дефинираат истите оние услови кои што ги имаше опозицијата за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, па дури потоа на дневен ред доаѓаше формирањето и изборот на Државната изборна комисија. И еве ќе ми дозволите уште еднаш од овдека од Прилеп да ги демонтирам сите оние инсинуации, сите оние тенденциозни шпекулации кои што определени структури имаат за цел да ги нанесат на мене лично и на ВМРО ДПМН дека наводно оценуваме со некаква амнестија. Не, амнестијата е издвоена од целокупниот овој процес. Амнестијата е посебен процес во кој што ВМРО ДПМН во консултација со партиските структури ќе достави закон во рамките на собранието за понатамошно негово разгледување, нормално, и ќе инсистираме на негово усвојување. Но тоа не е дел од овој пакет. Овој пакет започна со реформските закони, потоа на дневен ред требаше да дојде законот за финансирање на политички партии, измените во законот за влада, што ќе гарантира фер и демократски услови, бидејќи видовме за време на локалните услови дека оваа влада нема капацитет да спроведе фер и демократски услови, а понатаму дури на дневен ред ќе дојде точката за формирање на Државната изборна комисија. Има многу двојбени с меѓународот за тоа што и како барате амнестија. Зашто всушност еве да ми се објасни на граѓаните на Република Македонија е ставот на ВМРО ДПМН за закон за амнестија? Закон за амнестија за сите оние граѓани на Република Македонија кои што се опфатени со случувањето од 27 април. Бидејќи очигледно дека станува збор за политички монтиран случај, видовте дека таму луѓе кои што и воопшто не учествувале беа држани во притвор повеќе месеци, како што беше случајот со оние првите 10 кои што беа обвинети за обидот за убиство на господина Цела. Потоа видовме луѓе кои што се осудени минимум 10,5 години, а максимум 13,5 години, а за ист таков случај пресудите се движат помеѓу 4, 5, 6 години, 7,5, еве видовте се донесе пресуда за случајот за обид за убиство на еден поранешен министер и заменик председател на владата кога ВМРО ДПМН ја формираше владата. Имаме пресуди во минатото каде што луѓе ги загубија за жал своите животи, како што беше случајот во Охрид, а тој кој што го сторил ова дело беше осуден на 6 години затвор. Гледаме убиство во Скопје, за жал се уште се трага по третиот осомничен за тој немил настан. Гледаме повторно исто така во Скопје обиди за убиство и физичко насилство, а луѓето поминуваат со укори и засилен надзор и мониторинг на социјални работници. Гледаме луѓе кои што на очиглед на македонската јавност бараат мито за работа која што по службена должност треба да ја завршат, а се ослободени.
Очигледна е тенденцијата. Тенденцијата е силниот притисок кој што владеачкото мнозинство го врши врз судството да изрече вака драконски казни, со што би се втерал страв кај граѓаните во Република Македонија, кај сите оние неистомисленици со оваа власт, да не помислуваат да протестират, да не помислуваат да го изразуваат револтот на овие погрешни национални антидржавни политики кои што ги прави оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, да станат пасивни, да се демотивираат и да може сето она кое што ни го замислиле да го протуркат. Генерално тоа беше мотивот и ВМРО-ДПМН ќе постапи соодветно на заклучоците кои што ќе ги донесат партиските органи. Јас реков како председател на првата следна седница на извршниот комитет, на централниот комитет, на следниот состанок со пратеничката група, ќе го предложам ова, да видиме како ќе се развиваат настаните. Очекувам да добијам поддршка, да го изготвиме тој закон и потоа истиот да го поднесеме во Собранието на Република Македонија. Ви благодарам.